Почитувана јавност, почитувани колеги, представници на владата, почитувана јавност, вечерва имаме ретка прилика да во рамки на собранието можеме да видиме и министер и заменик министер за финансии. Обично една институција представува еден човек и во време на криза наместо едниот да ја представува институцијата, другиот веќе да работи, бидејќи ѓаволот одама ја однесе шегата во Македонија. Пренџав, Како што и медиумите Пренџав, известуваат, Пренџав, прекинете. Прво, ако сериозноста на ситуацијата и министрот и заменикот ви се наоѓаат овде, некоректно е. А ако не го прекинувам, морам да укажам сега поради граѓаните. Некоректно е ако некоја институција била промптно овде, тоа е Министерство за финансии без оглед дали била презентирана од министрот или заменик министр во континуитет. Така да не знам која беше намерата, но како и да е, повели, продолжи. значи вечерва наместо еден од двајцата да работи во владата на нови мерки, робустни мерки, кои што ќе опфаќаат и хоризонтално и вертикално, ние денес имаме во собранието 20 представници, еден од СДСМ, еден од ДУИ, како што личи, но на крајот од денот граѓаните ја плаќаат таа неодговорност. Граѓаните ја плаќаат таа неодговорност бидејќи 12 денови во собранието стојат овие и подобри закони. 12 денови граѓаните плаќаат по повеќе од 20 денари по дизел и бензин. 12 денови гледаме како парите наместо кај граѓаните одат во владата, одат во ДДВ преку акцизи. 12 денови знаевте што ќе се случува, но едноставно немавте храброст да излезете и признаете дека во Македонија буџетот е банкрот и дека имате 13 милиарди дефицит за 60 дена. И тоа е факт, и тоа не е ајде, и тоа не го зборувам бидејќи сум опозиција, туку тоа го зборувам бидејќи сум загрижен за состојбите и апелирам цело време и на пресконференции и целата опозиција дека ќе дојдеме до оваа ситуација, дека треба час поскоро да се решаваат проблемите, а вие како и за се друго ги ставате под тепих. Ова, колеги, е мал чекор. За овој чекор е обично припремање за крупните работи кои што следат и кои што требаше до сега да ги предложите. Имаме инфлација од 8%, а веќе овој месец ќе имаме двоцифрена инфлација. И не сакам да ги слушам тие муабети дека имаме увезена, кога самата банка, Народна банка на Република Македонија, вели дека од 7,6%, ова од домашни извори имаме 4%, а 3,7% странска криза. Треба да бидеме одговорни и како собрание, и како влада, сериозно да пристапиме и да видиме како ќе ублажиме од оваа економска криза. Не можеме да зборуваме на галопирачки цени на нафта, дека ќе го намалиме ДДВ-то, акцизата нема за 50% да намалиме, кога ќе се покачи повторно државата, си ги зима парите, кои што си ги зацртала да си ги земе и така правите за се. Опозицијата алармира, опозицијата е игнорирана, граѓаните ви беа игнорирани и кога дојде нож до коска, на две, на три истите тие предлог мерки, малку полоши, ни ги доносите овдека во 11 да ги гласаме, а до сега веќе требаше 12 ден граѓаните и стопанството да ги продолживаат овие мерки. Имаме проблеми и со автомобилската индустрија. Дали за тоа имате решение, е прашањето. Имаме проблеми со транспортот.
им тргате ДДВ, а ДДВ тие секако си имаат повратни ДДВ од државата. Не им ги намалувате акцизите. Кој ќе ги плати тие стоки, дали имате план? Дали имате план што ќе правите ако во Источна Македонија, бидејќи така гледам денеска медиите објавуваат, пола бензински пумпи затворат? Ако вие сте банкрот и фирми ви треба да ги банкротирате, не ми е јасно. Дали имате план што правиме со основните намирници за живот? Дали мислите дека е коректно, почитувани колеги, од власта зборувам, да ви стигне закон во кој што ви вели ќе ги намалиме основните намирници и не ги пишува кој? Ќе ги одлучил министерот. Дали сметате дека граѓаните треба да знаат кои намирници ќе им бидат намалени? Да, треба да знаат. И тоа треба тука да биде јавно кажано. Дали е нормално, почитувани колеги, да имате закон во кој што ќе ви кажува овие замрзнати цени ќе важат додека одлучи министерот? Дали не мислите дека треба да подобриме нешто од брзоплетоста која што имаме во владата? Јас мислам дека и тоа како може. Дали некој овдека, министер и заменик за финансии, излезе и кажа од што владата ќе се откаже? Дали имате намера да се откажете од разните договорни услуги? Дали имате намера да правите ребаланс во кој што ќе се откажете од привремените партиски вработувања? Дали имате намера да правите ребаланс да се откажете од купување на колички, пасатчиња од Куманово, разните трансфери ги намалите? Дали за тоа имаме план? Ова денес ќе го намалиме горивото, ќе ги намалиме акцизите, не толку колку што ние предлагавме, туку вие предлагате помалку и ќе го изгласаме вашето помалку, ќе ја задоволиме вашата суета, ќе ја нахраниме, но јас ве прашувам што правиме утре? Утре повторно ќе имаме редици на бензинските, повторно ќе имаме зголемени цени, дали имаме стратегија? И повторно ќе ви кажам, на 28 донесовме, не ги прифатите законите и сега идеме постфестум да решаваме како и се во овие години од кога сте на власт. Дали имаме план што правиме со јавната потрошувачка и дали инфлацијата мислиме да ја сузбиеме со тоа што ќе качиме плати на администрација? Дали имате план да качиме плати на војска, полиција? Дали имате план да им помогнете на фирмите да качат плати на вработените во приватниот сектор за да можат да преживеат од први до први? Дали имате план или немате, тоа е клучно кој што ги интересира граѓаните на оваа држава. Дали имате план да го прифатите предлогот на опозицијата за 20% да ги покачите пензиите во оваа држава? План за живот требаше да имате. Дали имате план или визија како тие пензионери живеат во меѓувреме? Ни план, ни визија, ни ништо. Дали имаме план што правиме со енергенсите? Бруто домашното производство, почитувам министер и заменик министер за финансии, од термоцентралите, хидроцентралите во ноември-декември 21 година покрива од 33,6 до 44,8% од вкупната потрошувачка, а историскиот просек е 67,5. Колку посто е тоа и колку пати по 500 евра треба да купуваме струја? Дали за тоа имате план што ќе правиме понатаму или пак немате? Дали имате план дека може би треба дел од стоковите резерви за нафта и нафтени деривати да ги пуштите во промен да намалите цената? Дали како пратеници овдека знаеме колку се тие резерви? Дали знаеме дали ги има само на хартија или ги има во суштина? Тоа не го пишува во законот. Исто како што и не пишува колку време ќе важат мерките. Нели како собрание сметаме дека треба да донесеме закони кои што ќе обезбедат предвидливост во граѓанството? Секое семејство и секоја компанија да знае една мерка кога почнува и кога отприлика минимум ќе заврши. Дали е нормално тоа да зависи од желбата и војата на владата и министерот? Се клучните прашања кои што треба да си ги поставиме овдека. И оваа дебата треба да продолжи и утре со нови мерки, и заутре со нови мерки, бидејќи на вистина состојбата во Република Македонија е повеќе од тешка. Веќе ви кажав и за транспортерите, за превозниците.
што за нив ќе понудите? Дали знаете кој ќе го плати на крај цекот, затоа што вие не им намалувате акциза? Ќе го платиме сите ние граѓаните преку покачени производи. И не можете секаде да ставате и да намалувате профити. Тоа се клучните работи за кои што треба да разговараме. Тоа се клучните работи кои што сака да ги слушне македонската јавност, а не да правиме циркус, театар и овации, ако нешто ни се допаѓа или пак помалку ни се допаѓа. Во интерес на времето и другите дискутанти, апелирам на сериозност, апелирам на дополнителни мерки, апелирам на опфаќање на повеќе целни групи, бидејќи во оваа држава од студент до пензионер живее секој ден се полошо и полошо и единствено одговорни сте вие, представниците од Јован Митлевски владата. реплика.